Пензионерите од цела Македонија масовно се организираат за утрешниот голем протест кој што на светскиот ден на пензионерите ќе се одржи пред влада во Скопје. Прилепските пензионери велат дека никој нема да отстапи од нивните главни барања: линеарно покачување од 3500 денари за секој пензионер и промена на методологијата за понатамошна пресметка на пензијата. Сите додека работиме допренесуваме и за тоа имаме различен почеток на пензија, различен. Потоа, значи, зголемувањето треба да биде линеарно, затоа што повеќе никој ништо не придонесуваме од пензионерите, за да тие земат проценти. И понатаки да биде сето покачување линеарно за сите исто. Не на некој процент да му се даде да земи 5000 денари разлика, ја да земам 500 денари. Упати апел до сите пензионери масовно да излезат на протестот за да добијат примања за каков таков пристоен живот, но упатија и апел до власта доколку не ги исполнела нивните барања. Значи, ние немаме орудие в раце, немаме пушки, немаме ни пиштоли, немаме ни ножеви, но имаме еден многу убав и јак аргумент. Нашиот глас, кој што одлучува кој ќе седни на тие фотели таму во влада. Шо помасовно да дојда и уште еден апел да издржа, да истраиме во борбава што ја водиме со нашиве неразбрани горечелници. Крајно се револтирани на Сдруженијето на пензионери од Прилеп, од каде што не им платиле ниту еден автобус за Скопје, иако пензионерите побарале дури да партиципираат во одреден дел од картите. Сега ќе одат со 3 автобуси кои што им ги обезбедила локалната самоуправа и еден автобус кој што ќе го закупат со сопствени средства. Мислам дека ова не наликува на Сдружение на пензионери, ова е тендер Сдружение и кога бевне и некни вчера поправо, таму истиот збор му го повтори. Му кажавме дека и ние ќе си платиме по 200 денари ако треба, издега не му сте симпатични ние. Попладнем во Прилеп ќе се одржи уште еден протест на плоштадот Александрија, каде што ќе бидат упатени последните пораки пред утрешниот голем собир во Скопје.